Почитувани мој, добар ден. Време е за црвена линија. Поради зголемениот ризик од шумски пожари, Националниот парк Маврово од денеска врз основа на согласноста издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а согласно и насоките на владата на Македонија, воведува целосна забрана за непријавено движење во шумите. Мерката ќе трае до крајот на август. Во наведениот период, движењето во шумите и шумското земјиште на територијата на Националниот парк Маврово ќе биде дозволено исклучиво со претходно одобрение, односно со навременно пријавување на активностите. Посетителите ќе мора однапред да ги пријават своите активности и да платат туристичка такса од 100 денари по лице на ден. Но останува отворено прашањето зошто само Националниот парк Маврово реагира со вакви строги правила, додека останатите национални паркови и заштитени подрачја засега молчат. Дали се чека да се зголеми ризикот или да се случи пожар за да се воведат слични мерки низ целата држава? И секако уште едно прашање што ја отвара дилемата. Дали туристичките такси и контролата на движење се навистина насочени кон заштита на шумите? Па тоа е оно за што ќе говориме денес во нашата денешна дискусија на црвена линија. Секако потсетувам дека да се вклучите во истата, доволно е само да се заврти нашиот добро познат број 02-307-0005. И нормално никогаш не изоставаме, па така ниту денес на самиот почеток да ве подсетиме секогаш да ви е намален тонот на ТВ приемникот. Секогаш кога ќе ве превземат од режија по вртењето на нашиот број, ве замолувам тонот од телевизорот да биде целосно намален. Доколку не го сторите тоа, веднаш може да се исклучите самите вие, бидејќи нема да имате увид дека сте во програма, а ние ве слушаме и ги очекуваме вашите одговори. И исто така многу често се случува да имате увид дека некој друг зборува наместо вас, што воопшто не е така. Затоа да ги почитуваме оние технички правила и укази, се со цел да тече безпрекорно во црвена линија. Што се однесува до времето, време траењето на едно вклучување кај нас изнесува 90 секунди. Ако не е доволно, секогаш сте добре дојдени и повторно да се вклучите, се со цел да се доискажете и надополните. Во низата прашања секогаш имаме и едно кое што е анкетно и објавено во текот на целиот ден. Каде објавено се разбира на Инстаграм. Па ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, во овој момент слободно заследете на Инстаграм, тоа значи да го заследите профилот на црвена линија, но не заборавајте да го заследите и профилот на Телма телевизија. По заследувањето веднаш кликнете на Инстаграм сторија, прашањето на црвена линија како анкетно за денес е следно: дали мерката за забрана на движење во шумите ќе помогне во спречување на шумските пожари? Опции за одговор имате две: да, не. Обележани се на полето, кое што едноставно само треба да кликнете на него и со тоа влегувате во она пресметка на резултати од нашите анкети. Ако ги пишувате одговорите во инбокс и во ДМ, секако не влегуваат во она пресметка, која што е неопходна за да ги соопштиме резултатите кон крајот на ова денешно издание на црвена линија. Впрочем, тоа е нашата процедура во однос на резултатите, но ги објавуваме секако и на Инстаграм стори, каде што стојат во наредното деноноќе. Но ајде да започнеме со вас и секако од вас сакаме да слушаме зошто еве ваква мерка е засега воведена само во Националниот парк Маврово и дали еве владата треба да ја прошири забраната и во останатите национални паркови заштитени подрачја. И дали ви се чини дека токму мерката за забрана на движење во шумите ќе помогне во спречување на шумските пожари? Добар ден. Добар ден. Вака, за мерките. Значи, ние сме една голема, како да кажем сега, немаме кај нас контрола за ништо, ама баш буквално за ништо. И сите овие мерки, ова нема ни координација, нема ни ништо. Ја мислам дека ова дирекцијата Стојачен Гел што ја води, дека тој треба да ги одредува мерки, а не државата.
Значи, ако тој координатор за кризни состојби, значи тој треба да каже. И постои таму, значи, некој одбор таму, 4-5 члена колку се. Втора работа. Се сеќавате, имаше еден министер или што беше таму некој си, кој ни воведе на плаќање на кеси пластични, се сеќавате или имате направено некој, да речеме, на телевизијата да чуеме кај заврши тие пари. Исто и овие. Со таксите што ги земаат, што наплаќаат кој колку сака и како сака, пошто ние немаме координатни тела за заштита на национално богатство и тие треба да ги одредуваат цените. Значи и сега и ова кој како стигне ќе си наплаќа, ќе си завршуваат парите некаде по некои дупки и толку. Направете еден прилог за кесињата кај завршија париве. Пошто беше нагласено ќе се донираат во болница за болните. А ја колку што знам, не излезе никој ништо. Исто како овој министр денеска, што секоја година, секој сите министри се сликаат на граница на Прешел, тоа наводно брзо. Одите ќе видите 4 до 5 сата минимално се чека. Така, благодарам многу. Со вас и отварам ова дискусија, секако сте добре додени и повторно за да се вклучите. Доколку се разбира, го посакате тоа. За оние кои што не може да не добијат во живо при вртењето или може би ви е далеко поедноставно во пишана форма преку коментар, а сакате да дадете одговор на нашите прашања, просторот за тоа ви е секако почитувани Facebook. Заследете го нашиот профил, нашата објава изгледа вака, нашата тема денеска, истата е објавена и на профилот на Тилма телевизија на Facebook, а прашањето е дали мерката за забрана на движење во шумите ќе помогне во спречување на шумските пожари. Пристигна и првите коментари, со нив ќе почнеме нешто подоцна, така да бидете активни и во живо и секако на Facebook со одговори како коментари. Добар ден! Добар ден! Поздрав до вас и до емисијата. Благодарам многу, голем поздрав и до вас, ве слушаме внимателно. Па, моje мислење е следно. Значи, лицата кои што се движат во шумата, кои што собираат плодови од планините, тие доста ја сакаат планината и природата и тие најмалку предизвикуваат пожар. Пожарите ги предизвикуваат оние компании и фирми кои што дрвната маса од опожарените шуми ја земаат без пари или по многу ниски цени и така да тие имаат интерес од опожарените шумски подрачја. Со една измена или дополнување на закон, доколку има на одредено место опожарена шума, дрвната маса да не сме да се продава. И тука да има забрана за експлоатација на дрвната маса. Тогаш нема да имат фирмите интерес и така да нема да предизвикуваат шумски пожари. Оние лица кои што се движат во планини, во шуми, тие толку ја сакаат природата и тие во ниту еден случај нема да предизвикуваат пожар. Ова е само замаглување на јавноста, да се насочи вината на оние кои најмалку се виновни за шумските пожари. Така... Тоа е моето мислење, јас сум се движел во шуми пред 10-20 години, значи никогаш шумските пожари не се предизвикани од тие лица. Така, благодарам многу што бевте дел од Црвена линија и верувам дека ќе останете до крај да ги слушнете одговорите и на останатите гледачи кои што следни ќе бидат вклучени. Ве посетувам, бидете активни на Facebook, на Instagram, имаме анкета. Секако темата е објавена, уште еднаш ве подсетувам, а и прашањето го поставуваме во живо до гледачите кои што во моментот го вртат нашиот број 023070005. Почитувани, дали мерката е според вас за забрана на движење во шумите ќе помогне во спречување на шумските пожари? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Добар ден, убав ден, ве слушаме, повелете. Потполно е во право човекот последниот што се јави. Не 100%, 1000% е во право. 100 милиметар е во право. И истото ќе го повторам јас. Значи, вработените во македонските шуми, никако во шумата летниот период, концесионери, никако. И нема да имате ниту еден пожар. Во спротивно ќе имате во изобилие. Така барем јас тоа го гледам.
Значи, уште еднаш повторувам. Вработените во македонски шуми и концесионерите во летниот период дома и ќе нема никаков пожар. Ќе бидеме астретни да видиме. Ме рекли ќе видиме да видиме пожар. Ќе нема. Се потполно пред мене што рече, потполно го поддржувам. Значи, човекот така ми ги зема зборовите, а лауда му е. Не знам од кај се јава, ама тоа е вистината. Друга вистина нема. Толку што и да говориме, повеќе тоа е вистината. Нека проба тебе за пример така, па ќе видат дека ќе нема пожари. Тоа е. Што друго да говориме? Таа е вистината. За жал, нема друга вистина. Бидете поздравени. Благодарам, бидете поздравени, но секако останете со црвена линија до крај, за да можете да ја доизгледате и дослушнете останатите одговори кои што следуваат по новите вклучувања. Благодарам секако уште еднаш за гледачот. Па, почитувани, исто така црвена линија ме прашува и дали еве според вас владата треба да воведе забрана за движење во шумите со цел спречување на шумски пожари. Добар ден. Добар ден, Ина. Убав ден, ве слушаме, во црвена линија сте. Јас не сум за забрана да се движење во шумата. Него на секој влез таму кај што се влегува со возила, да се постават рампи и да има тука од шумска полиција, тука куќички да има такви, и со дронови, да можат со дронови да се пуштат и да се надгледува шумата. А инако да се пуште и она лежеча маса што е, гранки, тие тамо што се, да можат луѓето да ги собират, таа лежеча маса најмногу ствара при запалување. Она се шири брго. Значи, порано имаше така, слободно се береше таа, се собираше таа лежеча маса, што остануват од тие, што се големите дабови, оние што се буки и гранките, ги собираа луѓето, и тоа и без пари. А сега, ако треба и со некоја надоклада мала, да може да му се дозволе, народот ќе го користи, а и плюс, значи, они самите ќе заштитуваат шумата. Значи, никој нема да пале тамо. А вамо ќе има влез, излез, се знае кој влегол тамо, кој влегол во шумата и така натаму. А со она забраната, што? Кој ќе го контролира тој напред дека влегол? Кој? Значи, нема. Тука треба да има рампи на секој влез во шума кај се влегува. Тука е Скопска Црна Гора, имаше порано рампи. Благодарам многу за вашето вклучување и што ги споделивте вашите ставови со гледачите на црвена линија. Почитувани, секако во моментов и ќе ве префрлам на сајтот на Националниот парк mavrovo.org.mk, каде што под новости веќе на 27 јуни беше објавено известувањето за воведување целосна забрана за непријавено движење во шумите и шумското земјиште. Црвена линија денес има повеќе прашања, но централно ние председали сметате дека со воведувањето на ваквите забрани за движење во шумите всушност успеваме да ја спречиме појавата на пожари. Добар ден. Добар ден. Слушаме, не? Да, во црвена линија сте. Ја овакви работи не ги признавам како решење. Ова не е за мене решење, се додека не влезе во законска рамка. Значи да пројде во собраниска процедура. Затоа што секоја одлука на владата е одлука на владата, али утре кога ќе дојде време да ме казнуваат за нешто, ме казнуваат по член тој, точка таа, според законот за тоа и тоа. Значи закон. Кога ќе направи законска одлука, тогаш ќе поштуваме, до тогаш ништо. Затоа што убаво кажа еден пред неколку души, ќе си прави кој како сака анархија, ќе си прави и ќе си запира луѓе и кај што не треба, или ќе ги измислува ако треба, за да прави макинации. И ова не го признавам за никако решење, ни најмалку. Ова е ограничување на човекови слободи, на движење, на начин на изразување и све останато. Значи, у демократска држава не сме да ми забрани да се шетам кај сакам,
дали е лето, пука надвор 50 степени, моја работа. Ако јас сум решил да правам криминал, ако ме патат таму или па нека си бркаат бе работа тие джандарите таму, зашто се таа таму екипи, разноразни служби кои се платени, зашто ги зимаат платите? За џаболеварство, за ромолевство? Нека си ги заработат парите, нека трчаат по шумите, нека пркаат криминалци. Благодарам за учеството во Црвена линија. За останатите подсетувам, само внимавајте на тајмерот. Прикажан е на екраните со цел да имате увид како одминуваат секундите, оние 90, колку всушност и изнесува едно вклучување, за да не се случи линијата автоматски да се прекине и така да имате впечаток дека намерно сме ве прекинале. Не, туку автоматски на 90-та секунда линијата се исклучува. Но можете повторно да завртите кај нас. Што се однесува до известувањето за воведување целосна забрана за непријавено движење во шумите и шумското земјиште, ќе прочитаме дел од оваа најава. Почитувани посетители на Националниот парк Маврова. Јавната установа Национален парк Маврова ја известува јавноста дека врз основа на согласноста издадена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а согласно насоките на владата на Македонија поради зголемена опасност од појава на шумски пожари, воведува целосна забрана за непријавено движење во шумите и шумското земјиште. Забраната е на сила во период почнувајќи од денес, 1.7.2026 година до 31.8.2026 година и ќе важи секој ден од 12 часот на полнок наутро до 12 часот на полнок. Значи од 12 до 12. Согласноста, ќе подсетиме, издадена согласно член 57 став 3 од Законот за шумите, со цел превенција и намалување на ризикот од појава на шумски пожари. Па тука и Црвена линија ве прашува дали сметате со воведување на ваквите забрани за движење во шумите всушност успешно се спречува и појавата на пожарите. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија. Че овде е еден член на Националното сдружение на собственици на приватни шуми и сакам да кажам дека ова е добар почек за забрана на движење на луѓето во шумските, мислам, во шумите, али има тука и други работи. Со шумските стопанства треба да организираат да се има такви машини за бробење на тие отпадни материи што се гранти од шумите, каде што може да произведуваат пелети. А они оставале таа мислам отпадна маса во шумите и тоа е едно од потенцијалните жаришта за пожари. А иначе добро е ова забраната, али треба да се нагледува тоа со дронови, да се инсталират камери, да има малку поголема активност. Иначе шумските стопанства кои што треба да ја одржуваат тоа, они се воопшто не заинтересирани и за тоа нашите шуми горат. Есе, тоа е работата. После, многу е битно тоа да што се опожаре површинства, да не се дава под концесија на приватни лица за експлоатација на шумите, него тоа да се користи исклучиво за производство на пелети. Ете тоа. Така, благодарам многу и вам што бевте дел од Црвена линија, секако останете докрај со ова издание. Се префрламе сега малку и на Facebook, секако ве подсетувам да бидете активни и на нашиот профил Црвена линија, профилот секако и на Телма телевизија. Доколку ви е полесно и во пишана форма можете да земете учество со вашите одговори. Пајде да почнеме со она што го напиша Гуран Чоков на нашето прашање дали мерката за забрана на движење во шумите ќе помогне во спречување на шумските пожари. Гуран Чоков напиша: се разбира дека воведувањето забрана за движење во шумите и тоа на целата територија на Република Македонија е разумна мерка,
во спречувањето на шумски пожари, и тоа за оние кои несовесно, односно намерно палат место да уживаат во македонските природни убавини, реки, езера, шуми, кои истите се создадени од некој за наша добро, за добробит за сите нас кои битисуваме на нашата немала и убава татковина. Благодарам, Горан Чоков, за коментарот. Така да, почитувани, продолжате сега од овој момент, почнуваме со читање и на коментарите. Ајде да ги слушаме и одговорите во живо. Добар ден. Убав ден, поздрав под Охрид. Поздрав Ајде и до да вас. кажеме. Прво да речеме, значи, овај национални паркови или дали кој таму имаше предлог забрана на движење да нема во шумите од 1 јули до 31 август. И казната да биде од 1500 до 2500 евра, значи за оние кои ќе се фати, не без одобрение да влезе таму. Меѓутоа, ова треба да помине преку собранието, да има валидност и да може тие кои ќе се фатат да бидат казнени спрема словото на законот. Значи, на овој начин ќе има ефект, значи, таа казна и тоа. Но не и како досега, значи, се фаќаат кои што стечат дрва, крадат, палат, се тоа, ќе го казнат спомена 200-300 евра, што воопшто за него текто не се биде, тој заработува преку 50-100 евра, што се 200-300 евра. Значи, казните мора да бидат драконски. Ако се стават драконски казни, значи тоа ќе се запитаме и сумата. Јас пропати сум казал и пак ќе кажам. Се можеме да купиме, ама на пазарот нема киспрод. А шумата ни произведува зелената маса ни произведува киспрод, а не сме свесни што уништуваме. И се слагам и толку предлагам, да не се прода покореното дрво, да се собира, да го преработват шумските стопанства, да купат масници и да прават пелети и да допијат. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Инаку ќе подсетиме дека забраната е на сила, почнувајќи од денес, 1 јули, се до крајот на месец август, поточно 31.8.2026 година. И во наведениот период, движењето во шумите и шумското земјиште на територијата на Националниот парк Маврово е дозволено исклучиво со претходно одобрение, односно со навремено пријавување на активностите. Се разбира, за да бидете целосно информирани доколку сакате да го посетите Националниот парк Маврово во периодот на ова активна забрана, се што треба направите секако е да кликнете и на нивниот сајт nacionalnparkmavrovo.org.mk. На Фейсбук ни пристигна коментар од Џими Девид Волтер, кој што вели во Скопје поплави, а вие зборувате за пожари. Ова тема што се однесува до пожарите, Џими Девид Волтер, ќе биде секако актуелна во текот на целото лето. Поплавите се случија некаде пред половина час со почетокот на интензивните врнежи на дожд, барем во главниот град. Така да Црвена линија секако нема да изостави доколку е алармантна ситуацијата да постави тема. Тоа го знаат секако оние кои што редовно не следат. Благодарам за коментарот и секако продолжате и да не гледате и да бидете активни во Црвена линија. Добар ден. Ире, добар ден. Ве слушаме, повелете. Некој спомна таму она што е лежича маса да се дава на овие палети што прават. Па тие што прават палети, они ги подпалуват таму и му дават пари на луѓе што подпалуват и после да ги зимат они за палети. Абе да му се пусти таму селани има што сакат да си наберат дрва таму, сиромаси, таа лежича маса, они со секира ќе одат, нема со моторни пили па да се запале таму. И страмота е да збориме сега при ова техника со вештачка интелигенција, со оние дронови, што може да се надједува цела шума горе, од Караджица и од тамо другите места, да се надједува со тие дронови, кој се движи, како се движи и се слика тие. Има, значи, тој дрон има и камери, ќе го слика. И ќе види кој се движи или ако запале некој. Што сега да иде на ова време, ќе расправаме тука да се забране
Па некој сака и да прошета, да одаде таму таа шума, да одаде да набере печурки, било што. И ја не би не се слагам за тоа. Што се однесува и до Националниот парк Маврово, се воведени и такси. Секако, доколку сакате да го посетите паркот, стои дека треба да се направи, да се пријави движењето предходно. Ама добро и тоа, ќе се пријави. Па зошто и тамо да се направат, значи влез, излез, да има рампи, кој флегол тамо се знае. А вака инако секој може да влезе од друга страна. Така, големо благодарам и вам што се вклучивте и бевте дел од Црвена линија. Продолжете да не гледате и подсетувам, почитувани, ако не ви се доволни оние 90 секунди, се додека траеме, сте добре додани да се надополните со ново вклучување. Одиме повторно на Facebook, останува секако, пристигаат коментари, па ајде да го прочитаме она што како одговор го даде, односно го напиша Зоран Велков. Вели, најголема грешка е ваков закон. Ако има луѓе, ќе има кој да ги фотографира палачите на шумите, бидејќи сите сега носиме мобилни и може да фотографираме. Но минатата година беа фатени неколку луѓе, а ние не разбравме кои и како беа казните. Благодарам, Зоран Велков, за активноста и вашето учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, ако е веќе додено времето за реклами, секако нема да го изоставам и овој коментар на Жан, кој што напиша: здраво Тина, здраво Жан, на планината Галичица децени наназад се наплаќа туристичка такса, а неколку пати досега имаше пожари, значи не е решение. Поздрав. Почитувани, времето дојде да ги погледнеме рекламите, но останете со Црвена линија, бидејќи ќе ги соопштиме и резултатите од анкетата. Ајде по рекламите да ги видиме и резултатите на Инстаграм анкетата на Црвена линија. Заследете на Инстаграм, учествувајте во утрешната. Денес Црвена линија праша дали мерката за забрана на движење во шумите ќе помогне во спречување на шумските пожари. Со да одговорија 38%, а со не 62%. Почитувани, благодарам што бевте дел од Црвена линија. Секако вашето учество ја креира Црвена линија и секој едно незино издание. Утре имаме нова тема, се разбира, и верувам дека повторно ќе бидете дел од новата Црвена линија. Сега останува да го поминете по пладнето со Телма телевизија и да се информирате со редовно кликање на telma.com.mk. Доведување од мене.